Петорица мажи и само една жена носител на листа. Ова ли е родовата еднаквост, што СРСМ веќе 2 месеци ја најавува? Заев најави тандем носители од маж и жена за овие избори. Но македонското законодавство не познава таков термин каде двајца може да бидат носители на листи. Доколку Заев на вистина сакал еднаква родова застапеност, останува отворено прашањето зошто не се носителите на листите 50-50, односно 3 жени носители и 3 мажи носители. Како што најавивме, СДСМ започнува нова пракса со тандем на носители во сите изборни единици, маж и жена за целосна родова еднаквост. За приказната за еднаква родова застапеност се огласи и Куновска, која своевремено беше силен поддржувач на социјалдемократите. Од носители на листи во коалицијата на СДСМ 5 мажи и една жена, толку од приказната за еднаква застапеност на половите. По објавувањето на листите вчера во СРСМ врие. Понудили Заев нешто ново на овие изборни листи. Исти имиња на носители, со исклучок на Никола Димитров. Предводниците на листите се речи си истите како и на изборите во 2016 година, кога партијата на Заев изгуби. Она што е неверојатна причина за револтот кај функционерите на СРСМ е тоа што на листите на добитни места се ставени голем дел од коалиционите партнери. А места воопшто на листите не добија истакнати членови на партијата, како кирацовски локвенец Филипче Китев. Но високи места добија Панчо Минов, кој беше дел од коалицијата со ВМРО ДПМН, а и Зики Рамчиловиќ, кој е еден од групата на отфрлени пратеници на опозицијата. Во овие изборни листи ги нема ни шарените. Името на пратеничката Ивана Туфекџиќ го нема на листите. А откако Богоевски си даде оставка, се изгледа шарените извисија и нема да имаат ни еден представник во собранието. Иако вчера на свечени помпезен начин беа промовирани листите, сепак тие не се конечни. Ке се чека пополнување на местата со имињата на коалиционите партнери.